Следната тема на која ќе зборуваме е реанимација или срцево-белодробно мозочно оживување. Замислете како во детската соба го пронаоѓате вашето дете кое што не плаче, не мрда и има блед изглед на лицето. Но најпрво да објасниме неколку работи. Реанимацијата се спроведува тогаш кога има прекин во работата на срцето или белите дробови од било која причина. Кај најчесто е пат во содржината на кислород во крвта. Кога? При повреди, трауми, туѓо тело во дишните патишта и така натаму. Додека кај возрастните ситуацијата е поинаква и кај нив најчеста причина е проблем со срцето. Но исто така запомнете уште неколку работи. Доколку го оставите мозокот без кислород, 3 до 4 минути, после реанимацијата нема да имаме мозочно оштетување. Научно е докажано. Доколку го оставите мозокот без кислород 4 до 6 минути, можни се оштетувања на мозокот после реанимацијата. Но доколку го оставите мозокот без кислород подолго од 6 минути, во тој случај ќе имат дефинитивно оштетување на мозочните функции. Исто така, запомнете, реанимацијата или ова срцево-белодробно мозочно оживување се спроведува со компресија на граден кош и вдишување. 30 пати компресија или притискање на градниот кош и 2 итни спасувачки вдишувања. Немојте да губите време во проверка на пулсеви. Реанимирајте според редоследот циркулација, дишни патишта, дишење. И доколку сте сами, запомнете, прво ќе го згрижите детето, ќе спроведете реанимација во тек на 2 минути, а дури после тоа ќе повикате помош. На што да обрнете внимание? Свесност кај детенцето, дали е свесно и ориентирано, боја на лицето која што не кажува многу за неговата состојба, доколку е бледо, значи е во тешка состојба, доколку е модро, со модар изглед на лицето, тогаш е во многу сериозна тешка состојба. Дишење, дали диши или не, и дали е реактибилно детенцето или не. Запомнете, гледај, слушај, чувствувај. Како ова ќе го спроведете? Значи, сте го виделе детенцето во детската соба, легнато, паднато, бледо, не реагира и не диши. Не реагира на вашиот глас, не реагира на вашиот допир. Како ќе проверите дали диши? Едноставно. Вашиот образ и вашето уво ќе ги доведете над устата на детенцето, а со очите ќе следите дали градниот кош се крева или не. На образот ќе го почувствувате здивот, а со увото ќе слушнете дали има дишни звуци. Значи, гледај, слушај, чувствувај. Што треба да направите? Доколку детенцето реагира реактибилно и диши, во тој случај доволно е да ја следите состојбата. Доколку детето не е реактибилно и не диши, пристапувате кон спроведување на реанимација. Доколку сте сами, реанимирате во тек на 2 минути или 5 циклуси на компресија на граден кош и вдишување и после тоа повикувате помош. Доколку не сте сами, друг повикува помош, а вие ја спроведувате реанимацијата. Кај детенце над 1 година, едноставно само доволно е да ја позиционирате главата за да ги отворите дишните патишта. Едната рака доаѓа на челото на детенцето, а со 2 или евентуално 3 прста ја подигате брадата на тврдиот дел. И само ја позиционирате главата. Благо ја покривате нагоре. Доколку е возможно, благо ќе отворите устата, да погледнете дали може би има само туѓо тело во устната шуплина. Доколку не видите, немојте наслепо да ја проверувате устната шуплина. Што е следно што треба да направите? Да одржите циркулацијата, односно да спроведете компресија на градниот кош. Детето основно запамтете дека треба да лежи на тврда, рамна површина како што е ова детенце овде. Следно, треба да спроведете компресија на граден кош. Како тоа се прави? Има техника на една рака и техника со 2 раце. Техника со една рака. Едноставно, коренот од вашата шака го поставувате во ниво на една замислена линија што ги спојува двете градички. Значи, точно на таа линија го поставувате коренот на вашата шака. И ова е техника со една рака. Значи, ја исправете раката во лактот и притискате со цела сила од рама. Техника со 2 раце. Повторно истото. Коренот од вашата шака го поставувате на точно замислената линија што ги поврзува двете градички,
а коренот од другата шака го поставувате врз првата. Горната шака ја фаќа долната. Ги исправате лактите и повторно од рамо со цела сила притискате врз градниот кош, односно ја спроведувате компресии на граден кош. И уште една работа, притискајте силно, притискајте брзо и почекајте да се врати градниот кош во почетната позиција пред повторно да притиснете. Сега би сакала да ви го покажам комплетниот циклус на реанимацијата, како треба да се спроведе правилно. Значи, рековме реанимацијата дека се спроведува ЦАБ, или циркулација, односно компресии, понатаму дишни патишта и вдишување. Значи, како спроведуваме компресии на градниот кош? Со техниката на една рака и техника со две раце. Техника со една рака. Значи, коренот од вашата шака го поставувате врз една замислена линија што ги поврзува двете градички од детенцето. Значи, точно на таа линија го поставувате коренот од вашата шака. Ја исправате раката во вашиот лакт и притискате од рамо со цела своја тежина. На овој фантом можете да слушнете и звук колку длабоко сте притиснали. Техника со две раце. Повторно истата постапка. Коренот од вашата шака, од едната рака, го поставувате врз таа замислена линија што ги поврзува двете градички. Коренот од другата шака го поставувате врз првата. Горната шака ја фаќа долната, ги исправате рацете во лакти и притискате со цело свое тело, со цела сила. Притискате силно, притискате брзо и не ја прекинувате масажата, односно компресиите на градниот кош. Уште една важна работа. Не ги тргам рацете од градниот кош, но чекам да се врати комплетно во првобитната позиција. Притискам длабоко и едноставно само чекам да се врати во првобитната позиција пред повторно да направам компресија на градниот кош. Значи ова го правиме 30 пати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Силно, брзо, одсечно и доволно длабоко. Следно што ќе направиме е отворање позиционирање на главата, односно отворање на дишните патишта. Шаката од едната рака ја поставуваме на челото на детенцето, прстите од другата рака ги поставуваме на брадата и едноставно благо ја зафрламе главата наназад. Бидејќи е детенце над 1 година, мораме да го затвориме носот и овие вдишувања ги спроведуваме според техниката уста на уста. Значи, раката уште не стои на челото на детенцето, го затвораме носот и земаме длабоко воздух и го спроведуваме вдишувањето. Еднаш и повторно. Гледате додека јас ги спроведував овие вдишувања, градниот кош се покрена. Тоа е ефикасно вдишување. Неефикасно би било кога не би приметиле дали се покрива градниот кош. Но, запомнете, две вакви вдишувања се сосема доволни по еден циклус. Не ја прекинувајте подолго реанимацијата само за да спроведете повеќе вдишувања. Едноставно нема ефект. Ова би бил комплетниот циклус. Доколку детенцето не се освести, не се возврати дишењето, не се поправи бојата на лиценцето или не стане реактибилно, повторно продолжувате со компресии на градниот кош, како што покажавме, дали со една рака или со две раце, 30 пати, повторно позиционираме глава, го фаќаме носот, спроведуваме две итни вдишувања. И така се додека пристигне помош. Доколку сте сами, реанимирате 2 минути, односно 5 вакви циклуси, компресии на граден кош и вдишувања и после тоа повикувате помош. Доколку не сте сами, некој друг повикува помош, а вие ја спроведувате реанимацијата. Значи сега ќе ви објасниме техника на реанимација кај дете под 1 година, односно кај бебенце, како што е овој фантом кај нас. Значи легнато на тврда површина,
пристапуваме кон компресии на градниот кош, кои што се спроведуваат во случајов со 2 прста. Значи, градниот кош е доволно мек и нема потреба од цела шака да се користи. Како? Прстите се местат на самата линија, значи едниот прст на самата линија што ги спојува двете градички од градниот кош на детето. Се поставуваат по должина на градниот кош. Малку се извиткува раката, се позиционираме до детето и притискаме брзо, силно и доволно длабоко. И ова го правиме 30 пати. Следно пристапуваме кон позиционирање на главата, односно отворање на дишните патишта. Едната рака оди на челото на детенцето, со другата рака ја фаќаме брадичката и едноставно благо ја зафрламе главата нагоре. Следно ќе спроведеме вдишување. Како тоа се спроведува? Кај детенце под 1 година, бидејќи е мало, сите структури се блиско една до друга, од таа причина се спроведува техниката уста на уста и нос. Значи, нашата уста ја позиционираме околу устата и носот на бебето. Како што ќе го направам јас сега ова. Земаме воздух и спроведуваме вдишување. Еднаш и уште еднаш. И приметивте како се крива градниот кош кај ова бебенце. Повторно, ова е ефикасно вдишување, кога сме виделе дека градниот кош се кренал при спроведување на вдишувањето. Но доколку не го забележите ова, 2 вдишувања вакви се сосема доволни. Не ја прекинувајте реанимацијата за да спроведете повеќе вакви вдишувања. Поважни се компресиите на градниот кош. Следно ќе ви го покажам целиот циклус, но без прекини и без објаснување. На крајот од оваа тема да ги кажеме 7 правила на правилна реанимација. Прво, детето го легнуваме на тврда, рамна површина. Рацете правилно ги позиционираме. Притискаме брзо, силно и доволно длабоко. И чекаме да се врати градниот кош во првобитната позиција пред да спроведеме уште една компресија. Треба да се минимизираат прекините во реанимацијата и да се избегнува така наречено превентилирање, односно 2 итни спасувачки вдишувања по еден циклус се сосема доволни. Нема потреба од повеќе.